Разговараме со Орце Алексов, тренер на екипата од Германија, која на 8 јуни ќе гостува во Делчево и ќе одигра пријателски натпревар со Делчевска Брегалница. Најпрвен да ни се представите, да ни кажете како дојдовте до идејата да се организира овој меѓународен натпревар на 8 јуни во Делчево. Добар ден, јас сум Орце Алексов, имам 38 години од Делчево, но веќе 23 години живеам и работам во Германија. Фамилијарен човек, сопруг и татко на 3 деца. Имам 2 машки и 1 женско дете. Јас сум исто спортист, фудбалер, а исто тренер со Б лиценца. Па за идејата што имам таму, тоа ми беше исто голема желба, не само како тренер, исто и како играч, такво нешто да се организира овде во Делчево, па еве веќе сега ќе се реализира. Така. Тоа настана така што традиционално во Германија по завршувањето на една фудбалска сезона повеќе број на клубовите заминуваат на екскурзии. Главно место им е Мајорка. Во последните години мојот клуб одеше или беа во Финска, па така кога дојде веќе време да се организираме, каде да идеме, како да се организираме, јас им предложив или им дадов идеја да дојдеме за Македонија, па така да мојата идеја е добро интересна сватија, исто од страна на Брегалница Делчево, каде што мојот другар Дејан Михајлов ја води клубот, исто тој таа идеја добро ја најде, така да беше јасно за кратко време дека тоа ќе го организираме и ќе го реализираме. Па сега мојата екипа ќе пристигне, или пола екипа ќе пристигне во четврток во Скопје, па така оваа прилика ќе искористиме да го посетиме главниот град на Македонија, а другиот дел од екипата ќе пристигне во петок во Софија, така да ќе се најдеме во петок попладне во Делчево и така ќе почнеме да се дружиме, да го разгледаме Делчево и така надаму. Екипата се вика TuS Glan Manchweiler, ако добро ме владе германскиот и ако не го владеам, кажете ни нешто повеќе за самата екипа, за каква екипа станува збор. Од друга страна, имате контакти тука со нашите сонародници кои се во екипата на Брегалница, нешто и за нашата екипа. За како ќе биде таа пресметка германско-македонска. Значи најнапред за вашата екипа да ни кажете нешто повеќе. Добро, па да ја представам клубот. Клубот се вика TuS Glan Manchweiler. Како најпрво исто сакам да наведам дека клубот е многу добро организиран и водено на високо ниво. Клубот има околу 2000 членови. Клубот освен со фудбал се занимава и со атлетика и спорт. Јас веќе една година сум тренер на овој клуб. Ние се натпреваруваме во сојузната држава на Германија, Рајнланд-Фалц, регион Кајзерслаутен, Кузел. Ние имаме околу 50 играчи, значи овие 50 играчи они се подели на 2 екипи. Првата екипа се натпреварува во овој регион што го наведов, Кајзерслаутен, Кузел, во А класа, значи оваа лига е доста добра и на довисоко ниво, а втората екипа или резервата екипа, она се натпреварува малку подоле во С класа, така да се е добро. Па и клубот исто има добра фудбалска школа, значи ги имаат сите детски и младински категории на фудбалери, а исто имаат и екипа од ветерани, што исто и они се натпреваруваат. За Брегалница Делчево, тоа што го знам дека играат во трета лига, друго, ако сум искрен, не знам кој ќе игра, што ќе игра, мојот другар Дејан Михајлов сака да ни изненади, но тоа што го знам дека од Делчево имало од секогаш, или во ФК Брегалница Делчево имало добри, млади момци, талентирани деца што сакаат да играат фудбал, па се надевам дека со овој настан дека вниманието и овие услови што се во Делчево дека ќе се подобрат, па така се надевам да клубот може овие таленти да ги задржи во Делчево и последните години да стигнеме во втора лига. Добро. Спомнавте, значи, долги години сте во Германија, ние ве паметиме како играчи овде, редовен учесник на турнирите кои порано се организира налето во Делчево. Игравте и за младите категории на Брегалница, но еве кој беше вашето прво искуство во Германија по заминувањето, значи таму да живеете и периодот се до вашето назначување, да ни кажете нешто повеќе до сега позиција на која сте, тоа е тренер на клубот TuS Glan Manchweiler. Па добро, во тоа сте во право. Јас кога се доаѓав со моите другари, организиравме исто, правевме екипа, игравме на летниот турнир во Делчево, не само во Делчево, исто во околината на Делчево, па така се спојувавме, се дружевме, забавувавме и беше добро.
Isto tak, jaz ovdje u Delčevu kako dete isto trenira po FK Brigalica Delčevo, no v to vreme nemaš nadprevari, samo se treniraše. Istovremeno ili jaz paralelno isto ovdje u Delčevu odev na judo, pa tako da znači se zanimam za sport. Pa posle zamenovanjem za Germaniju na 15 godina jaz продолжив u Germaniji so futbol v mladej kategoriji, no posle završavanja na mladej kategoriji počnav da igram i godina po godini ovo napravi времето да дека успеав да дојдам до на високото ниво на аматерските лиги во Германија, значи тоа беше 4-та лига и со малку среќа можеше и повеќе, но тоа е тоа. Сега веќе 5 години се занимавам со како тренер. Бев 4 години тренер во местото каде живеам. Таму имавме добар успех, влегов на во една лига погоре, па веќе после 4 години како што е нормално фудбалот се заминав од овој клуб и тражев нови идеи и сега сум една година во TuS Gla-Minchweiler, тренер, задоволен, среќен и така. Така, семеен човек сте, имате 3 деца, рековте. Како тие го прифаќаат спортот и тоа што нивниот татко се бави со спорт? Дали тие уште од мали нозе имаат желба да тренираат некој спорт? Колку е вашето бавење со фудбал влијае врз нивниот развој? Тоа прашање е добро, интересно, па во сегашно време е тешко на се да се постигне, значи работа, фамилијарен човек, деца, приватен живот плюс со фудбал, но со голема подршка на мојата сопруга е се можно, така да ова што го правам, што спортувам го правам со една цел за моите деца, сакам да им бидам пример, да гледат дека се јас забавам со спорт, но веќе ги гледам моите деца на млади години или што маленки дека се занимаваат со разни видови на спорт, главен фудбал, пливање, атлетика, исто со тенис и тоа мене прави среќен, задоволува и ме мотивира уште повеќе да продолжам да спортувам. Тука сте со фамилијата неколку дена веќе во родното место. Како е чувството да се биде дома? Секако Германија е вашето моментално место на живење, но како да се биде во местото каде сте израснале, колку често во текот на годината доаѓате, како го користите времето кога сте тука? Нешто за тоа да ни кажете. Па добро, јас веќе, како што рековте, дека долго време сум во Германија, 20 години веќе сум во Германија. Си доаѓам секој лето во Македонија или во Делчево, во местото каде сум израснал. Значи тоа е моје место, Македонија е моја татковина, но веќе времето го дава своето, веќе Германија е моја дома. Но така кога си доаѓам овде во Македонија, тоа ме задоволува, доаѓам и со една цел да покажам на моето семејство, на сопругата, на децата од каде сум, кој сум, што сум, а исто така кога си доаѓам овде ме потсеќа на моето детство и така да слободното време кога сум овде го користам максимум со моето семејство, со моите најмили, најблиски роднини и пријатели, се дружиме, забавуваме и така натаму и мене ме тоа задоволува, ме прави среќен, мотивира и како јас што викам, да ги полни батериите и за понатаму. Така. Како за крај еве што може да очекуваме во сабота на 8 јуни? Што ќе апелираме публиката да ја поканиме да дојде во поголем број. Ова не се случува секој ден, значи една екипа од Германија доаѓа да игра овде фудбал. Ќе биде спектакл секако. Па добро, јас како што знам, ние делчевци сме добар и прекрасен народ, ние сме љубезни, гостопривливи, така да секој кој дојде во Делчево е добре дошен во Делчево. Така оваа прилика сакам да искористам со мојот другар Дијан Михајлов и ги покануваме сите љубители на спортот да одвојат од своето слободно време и да дојдат во сабота на 8 јуни на градскиот стадион во Делчево од 16:30 часот, да гледат овој меѓунареден пријателски надпревар на ФК Бригalica Делчево и мојот тим што го јас водам во Германија TuS Gla-Minchweiler. Јас мислам дека такво нешто не треба да се испушти, треба да се гледа, како ви што нарековте, дека тоа не е секојдневно, неделно или месечно, такво нешто може само еден пат да се случи, така да се надам дека ќе дојде голем број на гледачи и да се забавуваме, да се дружиме, но тоа е со една цел овде што дојдовме да се запознаеме, да расшириме нови контакти, да се дружиме, па подобриот кој нека победи и со една цел да биде се добро, се убаво, па веќе планираме или идеите ни се веќе па до година Бригalica Делчево да не после нас во Германија.
Така, да се надеваме дека овој настан ќе остане традиционален. Јас ти благодарам за разговорот и во сабота да очекуваме се да биде во најдобар ред и да имаме една прекрасна меѓународна фудбалска представа. Добро, и благодарам исто и на вас. Посакам се најдобро, па се гледаме здрави живи во сабота на 8 јуни во 16:30 часот на градскиот стадион во Делчево. Пријатно.